Од овој петок па до 21 јануари, рестораните, кафулињата и кафеаните да стават клучна врата во 18 часот. Е новиот предлог на Комисијата за заразни болести кој ќе биде доставен до владата. Угостителите лути и разочарани од одлуката, бидејќи тие имаа сосема поинакви предлози и ниту еден од нив не беше прифатен од Комисијата. Она што се плашевме, тоа и навистина се случи. Ние бевме денеска само гости. Ниедно од нашите барања не само што не беше разгледано, дискутирано, дебатирано или овозможено понатомошна дискусија, сите барања претпоставувам дека беа отфрлени ад хок, затоа што решението за денешното затварање, односно ограничување на угостителските објекти беше донесено пред време. Денеска беше едноставно само фарса пред јавноста и пред комората да на некој си начин се укаже дека одлуките што наумили и ќе ги носат без разлика на реалноста и ефектите кои што тие ќе ги предизвикаат. Стопанствениците за поригорозните мерки посочуваат дека би биле погубни за домашната економија, која влезе во рецесија, и бараат целосно обештетување за штетата која им ја правела владата со ваквите одлуки. Забрана за прослави на плоштади и во фирми, забрана за верски собири, се останатиот дел од сет мерките. Препораката се однесува и на прослави по станови и куќи, а бројката на гости и протоколите дополнително ќе бидат доставени од Комисијата. Во меѓувреме, на социјалните мрежи постојано се бараат викендици, куќи, станови за дочек на Нова година. На сите објави пишува дека се заинтересирани за објект за 10 лица, па и повеќе, за престој и по 2 до 3 дена. Најголем дел од издавачите на викендици во одговорите пишуваат дека одамна се букирани и немаат повеќе слободни места за престојните празници.